Почитувани колеги новинари, представници на јавноста, ви благодарам за оваа можност да ги презентираме пред јавноста постигнувањата во областа на културата во првите 100 дена на новата влада на Република Македонија и новото раководство на Министерството за култура. Најпрвин, иако предпоставувам дека дел од интересот и вашите прашања ќе бидат поврзани со очајните состојби во културата, кои ги наследивме од претходната власт, и покрај тоа што објавувањето на злоупотребите би одело во наша корист во политичка смисла, би сакале сепак во фокусот на оваа пресконференција да бидат системските начини на кои бараме излез од овие проблеми и повеќето важни процеси за обновување и развој на културата кои ги започнавме во овој период. Најпрвин на оваа пресконференција ќе се обрати министерот за култура на Република Македонија, господинот Роберт Алајозовски. Веднаш потоа ќе оставиме простор за вашите прашања. Би ве замолиле во таа смисла прашањата да ги кажете во микрофон и да се представите кој сте и од кој медиум доаѓате. Исто така една замолница до сите оние новинари и медиуми кои што не се вклучени во нашата мейлинг листа, да ни ги достават нивните имејлови за понатаму да имаме по-конструктивна и по-интензивна соработка, сето тоа во интерес на точно и навремено информирање на граѓаните за нашите активности. Повелете, министре. Благодарам, Петрит. Почитувани представници на медиумите, дозволете ми да ви ги представам клучните постигнувања на владата на Република Македонија во ресорот култура во првите 100 дена по добивањето на мандатот во Собранието на Република Македонија. Првото постигнување, јазикот и нашиот културен идентитет се наши врвни приоритети. Подготвивме иницијативи со кои ја прекинуваме долгогодишната негрижа и овозможуваме услови за поправање на состојбите. Веднаш се зафативме со подготовка на законски измени во Законот за употреба на македонскиот јазик, кој се веќе во собраниска процедура, со кој ќе го деблокираме процесот за полагање на лекторскиот испит и ќе овозможиме подобри услови за заштита и унапредување на македонскиот јазик во јавната комуникација, наспроти запоставувањето и негрижата за македонскиот јазик од повеќе аспекти што беше карактеристика на претходната власт. Освен тоа, владата неодамна донесе одлука со пакет од 11 предлог мерки што ги подготвуваме во овој период, а кои се само дел од нашите активности со кои постојано ја подобруваме состојбата во оваа сфера. Меѓу врвните приоритети во првите 100 дена беше заштитата на запоставеното, бесценето културно наследство. По поројните дождови и градот кој заврна во Скопје на 16 јуни 2017 година, интервениравме веднаш за да ги санираме штетите и да спречиме понатамошно загрозување на вредни експонати и артефакти. Такви итни интервенции беа спроведени во Чифте Амам, во Даут Пашин Амам, во Музеот на Македонија. Успеавме да ја згрижиме галеријата на икони со бесценети дела, кои датираат уште од 14 век, а кои со месеци беа оставени да лежат во поплавена просторија со паднат таван, расфрлени на земја. Веднаш покренавме процес за заштита на струмичката фреска Свети 15 Тивериополски маченици, една од најстарите во нашиот регион, со години оставена на милост и немилост на временските услови. Во повеќе институции спроведуваме проекти за подолгорочно решавање на очајната инфраструктура, запустена со години, а во некои испречување на штетата направена со нестручната реставрација, како што е примерот во нашата знаменита црква во Курбиново и со манастирот Трескавец. Ја отвараме културата за сите, без оглед на припадноста. Нашата цврста заложба култура до сите, култура за сите, ја демонстрираме и во практика. Преку конкурсот за новиот културен бран, со скромни средства, успеавме да мотивираме организирање на над 100 културно-уметнички настани ширум земјава со цел да ја заживееме независната културна сцена. Успехот следуваше откако во подготвителната фаза ја редизајниравме и реобмисливме манифестацијата Нов културен бран, односно порано таа се викаше Топол културен бран. За разлика од порано, кога право на конкурирање имаа само општините, годинава
Повикот за прв пат беше отворен за невладините организации и граѓанскиот сектор, за независните копродукции, неформалните граѓански иницијативи, поединци и групи на уметници, ги отворивме вратите на нашите установи за соработка со апликантите и формиравме конкурсна комисија со чинета исклучиво од надворешни членови, познати културни дејци кои одлучуваа автономно. Сумите и добитниците ги објавивме јавно, а секој апликант добива образложение за одлуката, со што ја остваруваме нашата заложба за транспарентност и отчетност во процесот на донесување одлуки. Се пријавија речиси 300 апликанти, што е охрабрувачка порака дека ја движиме културата во вистинската насока, поблиску до оние што ја создаваат и до оние на кои што им е наменета, до сите граѓани подеднакво. Ги отвараме вратите на пријателство во регионот и пошироко ја зголемуваме меѓународната културна соработка. Постигнавме голем успех на меѓународната сцена, излобиравме и добивме консензуална поддршка од сите 16 земји членки на иницијативата 16+1 за соработка меѓу земјите од Југоисточна Европа и Народна република Кина во врска со идејата Центарот за културна соработка на иницијативата да биде востановен во Скопје. Веќе утре заминувам на неколкудневен форум во Кина со моите колеги од земјите на иницијативата, на кој ќе ги конкретизираме деталите на соработката. Освен тоа, подпишавме договор со кој ја конкретизираме и интензивираме културната соработка со Босна и Херцеговина. Деновиве имавме успешна посета на заменик министерот Лазовски и конкретни идеи за продлабочување на соработката со Црна Гора. Преземаме чекори за конкретизирање и интензивирање на културната соработка со Република Бугарија во духот на договорот со кој ќе ги унапредиме значајно добрососедските односи, а такви чекори преземаме со сите наши соседи. Договоривме конкретна соработка и партнерство со меѓународни фондации за спроведувањето на новиот културен бран, но и подолгорочна соработка и поддршка за директно вклучување на граѓаните во процесите на креирање на политиките на Министерството за култура. Остваривме средби со над 20 амбасадори во нашата земја, со кои разговаравме и утврдивме и конкретни проекти на билатерална и мултилатерална културна соработка. Култура за сите. Во практика демонстрираме почит кон мултикултурализмот, културниот диверзитет и еднаквите можности за пристап кон културата за сите граѓани подеднакво, без оглед на припадноста. Со нашето присуство на повеќе културни настани, манифестации, фестивали, одбележување на значајни датуми на сите заедници, ги демонстриравме нашите заложби за почитување на културниот диверзитет, еднаквост и пристап кон културата за сите граѓани. За прв пат во историјата на културните случувања во земјава, еден министер за култура отвори Прајд викенд во Скопје и учествуваше на одбележувањето на Меѓународниот ден на египјаните, одбележувањето на денот на Холокаустот врз ромите, фестивалот Денови на различностите и слично. По повеќе години во Министерството за култура пристапот до информации од јавен карактер е навистина слободен. Ја зголемивме драстично транспарентноста на јавно достапните информации. На сите барања кои пристигаа во минатиот период, одговоривме во законскиот рок. Поттикнавме зголемен интерес за информации и кај граѓаните, и кај медиумите и уште поголем наплив на барања. Само во последните денови пристигнаа уште 40 на нови барања за слободен пристап до информации од јавен карактер, на кој исто така ќе биде одговорено во законски предвидениот рок. Ги ослободуваме и ги стабилизираме институциите, ги откриваме злоупотребите и подготвуваме соодветни постапки за можните злоупотреби на парите на граѓаните и лошото менаџерско работење. Без оглед на трансферот на власта во институциите, работата на културните установи и сите тековни манифестации се реализираат без нарушување и тешкоти, со целосна поддршка од Министерството. Дури и онаму каде што имаше предизвици, помогнавме тие да се надминат, како што беше со процесот на враќање на организацијата на фестивалот Браќа Манаки и на Друштвото на филмските работници, односно професионалци, кои повеќе од 3 децении го организираат фестивалот, а на кој со одлука на поранешната власт му беше одземена
организацијата и доделена на ново оформен ентитет. Без оглед на кусок од време за запознавање со состојбите, обструкциите, летните одмори и неприсутноста на дел од вработените, нашите инспекции работеа напорно и во дел од институциите најдоа сериозни индиции за злоупотреба, кои ќе бидат предмет на понатамошни соодветни процедури. Штетата за буџетот на Република Македонија само преку штетни менаџерски договори и договори за закуп открија досега штета од околу 2,4 милијарди денари. Наследивме огромни долгови, само за изведба на Македонската филхармонија на празен буџет државата им должи на изведувачите над 900 милиони денари или околу 15 милиони евра. Преку изводите од службените картички што ги објавивме во јавноста, граѓаните имаа можност да дознаат за незаконската употреба на народните пари и луксузирањето на претходната владеачка гарнитура. Во многу установи се забележани договори за огромни хонорари во однос на остварените задачи, например за оркестрирање на концерт во Македонската филхармонија били исплатени 200.000 денари, сценариото за отварање на Охридско лето чинело 150.000 денари, изведба на сцена за Струшките вечери на поезијата чинела дури 750.000 денари, реализирана преку авторски договор со физичко лице, договори без распишување на тендер на сума поголема од 30.000 денари имало во Македонската филхармонија, а да не ја заборавиме и фактурата за коктелот на отварањето на новата зграда на филхармонијата од 646.000 денари. Без спецификација на артиклите, делењето на стотици гратиси за отварањето на партиската свита и самиот чин на така нареченото отварање на објектот без соодветен технички прием, што е тешка злоупотреба на процедурите кој можела да доведе во ризик и нечи живот. Во повеќе установи извршивме промени во управните тела и како што налага законот, назначивме ВД раководители од самите колективи. Нивниот мандат е ограничен на најмногу 6 месеци, пошто ќе следуваат конкурси за избор на нови раководители, кога и лица надвор од установите ќе можат да конкурираат со своите програмски визии за унапредување на нивната работа на подолг рок. Промените ги направивме и ќе ги правиме со цел да овозможиме ослободување на установите од директни партиски влијанија и обструкции, да овозможиме услови за откривање на злоупотребите и неправилностите кои со години се криеа од јавноста, како и да отпочнеме процеси на подобрување на очајните услови за работа и да го сопреме за поставувањето на живата култура на сметка на градењето на лажни културни вредности. Имаме легислативни иницијативи во собраниска процедура со кои решаваме значајни проблеми. Водиме системска грижа за одржливост и развој во културата и уметноста на подолг рок. Освен законските измени во Законот за употреба на македонскиот јазик, со предложените измени на Законот за култура во делот на националните пензии, кои се веќе во собраниска процедура, ќе се намалат финансиските обврски по основ на исплатата на надоместоци на пензионерите добитници на државни награди за култура, а кој претходната власт не постигнуваше да ги сервисира, доцнејќи со исплатата на пензиите и по неколку месеци. Со измените ќе се обезбеди и поголема ефикасност во работата на директорите на националните установи, како и поголема ефикасност во вршењето на инспекцијски надзор. Во собраниска процедура е и предлог Законот за престанување на важење на Законот за национален уметник, со кој овозможуваме разбивање на клиентелизмот, дискриминацијата и нееднаквоста помеѓу уметниците. Имено, Законот овозможува и активни уметници, покрај нивните редовни примања и хонорари, да се стекнат со правото до крајот на животот да остваруваат надоместок на 2 просечни месечни плати во државата, со што се прави неравноправен третман меѓу уметниците, иако постојат и други механизми за стимулирање на творештвото. Предложивме овој закон да престане да важи, а на националните уметници кои веќе го стекнале ова право, тоа мора да им продолжи. Поради целокупната затечена незавидна состојба во областа на авторското и сродните права,
веднаш започнавме со консултација со стручњаците и засегнатите страни и со подготовки на измена и дополнувања на Законот за авторско право и сродните права во насока на изнаоѓање одржливи механизми за нивна заштита и усогласување со новата директива на Европската Унија за колективно управување со авторското право и сродните права, како и за мултитериторијално лиценцирање на музички дела за користење преку интернет. Наша заложба е во овој процес да влеземе партнерски со сите засегнати страни, вклучувајќи ги и медиумите, кои се еден од клучните актери во оваа сфера. Веќе отворивме суштинска јавна расправа за културата од повеќе аспекти, со инклузивен и неселективен пристап кон сите засегнати страни. Успеавме во речиси невозможно време да го подготвиме првиот нацрт на стратегијата за културен развој за наредните 5 години, чиј процес на подготовка не беше спроведен навремено од претходната власт. Затоа дизајниравме процес на јавна расправа која ќе трае повеќе од 2 месеци, која цели да ги вклучи сите засегнати. Стручњаците ќе ви речат дека во нормални услови, за да изградите една ваква стратегија, би ви требало најмалку 1 година, а може би и повеќе време, но Македонија просто тоа време го нема. За да имаме можности да го изведеме овој процес на начин кој што нема да наштети на неговиот квалитет и ќе донесе повеќе мислење и предлози и учество на граѓаните во неговото обликување, добиваме поддршка и од реномирани меѓународни организации и експерти. Од почетокот на мандатот и самите организиравме неколку јавни дискусии, а интензивно учествуваме на дискусии организирани од институциите на културата, независната сцена и граѓанските организации. Ние не бегаме, напротив, сакаме и охрабруваме дебата со граѓаните и со сите засегнати за нивните вистински културни потреби и приоритети. Минатата недела го организиравме форумот за представување на првичниот нацрт за стратегијата за развој на културата пред 100 присутни представници на повеќе културни установи и граѓански организации од областа и ја организиравме првата јавна расправа за авторските права со сите засегнати страни. Со тоа го отпочнавме процесот на ревидирање на легислативата и практиката и подобрувањето на решенијата во делот на авторските и сродните права и нивното колективно управување. Јавните културни институции се сега отворени, партиципативни и инклузивни. Реализираме соработка со стручњаците и сите засегнати страни за добро промислен, долгорочен и стабилен културен напредок. Ги отворивме вратите на културните установи и на Министерството за соработка со граѓанскиот сектор и независната културна сцена. Формиравме повеќе тела, комисии и работни групи на Министерството, како Советот за култура, Работната група за изработка на предлог националната стратегија, Работната подгрупа за проценка на влијанието на културните политики на претходното раководство и нивното влијание врз културата, Работната група за подготовка на анализата на така наречениот проект Скопје 2014 и неколку други тела и комисии кои, за разлика од порано, се репрезентативни и вклучуваат представници од сите засегнати страни, истакнати стручњаци, представници на граѓанскиот сектор, културни работници и уметници. Министре, ви благодарам за ова излагање. Сега, почитувани колеги, просторот го оставаме за ваши прашања. Ке ве замолам во микрофон да се представите од кој медиум доаѓате и да го споделите вашето прашање. Ана Антевска, портал Сакам да кажа. Кажавте, министр, дека е формирана работна група за анализа на проектот Скопје 2014. Има ли некакви заклучоци до сега? Одлучено ли е што ќе биде со дел од спомениците или дел од објектите кои што се дел од проектот Скопје 2014? Тоа ми е првото прашање. Второто прашање за музеот на вода во Охрид. Како што знаете, имавме и приказна за тоа дека е во катастрофална состојба, односно дека пристапот до музеот е распаднат, па дали Министерството ќе преземе соодветни мерки по ова прашање? Да. Значи, како што веќе и претходно кажавме, проблемот Скопје 2014 е сложен и комплексен проблем и во таа смисла базичната работна група која што се состои од 5 члена, ја изработува анализата за овој проект
и по потреба ангажираме и стручњаци за одредени безбедносни или сигурносни, или одржливи, или финансиски аспекти на самиот проект. Бидејќи се работи на вистина за еден сложен проект, кој што се состои од илјадници споменици и нова културна инфраструктура, на проблемот му приоѓаме многу внимателно и се разбира токму во таа смисла овој проект Скопје 2014 не е вклучен во новата стратегија за развој на културата. Просто ние го сметаме овој проект како еден вид вирус, кој што треба прво да го ставиме во карантин, да го третираме изолирано, па откако ќе направиме одлуки што понатаму со овој проект, можеме евентуално да го планираме во идниот развој. Работната група за Скопје 2014 на крај одлучивме да му пристапиме на проблемот по фази, односно приоритет да им се даде на оние објекти кои што се најспорни, за кои што и самата јавност бара некаква реакција од нас, тоа е споменикот на Андон Јанев Ќосето, како и на проектите кои што се во различни фази на изградба, со што се уште се создаваат финансиски импликации врз државниот буџет. Поради комплексноста на какви било интервенции на дел од објектите, се договоривме работната група да изготви повеќе можни сценарија за некој од нив, а политичкиот врв, односно владата, да донесе одлука што конкретно или поединечно со некој од овие проекти. Значи, работната група веќе има еден првичен предлог за тие неколку спорни објекти, бидејќи јас, како што ви реков, утре одам на пат, премиерот е веќе во Њујорк, се договоривме по нашето враќање да го разгледаме тој предлог од работната група и соодветно да интервенираме доставувајќи предлог мерки до самата влада. Може да ни кажете што конкретно има во тој предлог? Па, значи, да не ви давам информации кои што не се конечни, ќе ги ве молам, значи, за трпение, ќе ги добиете нареднава недела. Да го држиме сепак процесот во една нужна дискреција, бидејќи се уште се работи за внатрешен документ за разгледување. Во однос на музеот на вода, тој е во надлежност на Завој и музеј Охрид. Таму тие, меѓу другото, го решаваат и овој проблем. Таму имаме проблем кој што е веќе зацртан и од Комисијата на УНЕСКО во поглед на целата ситуација со градот Охрид, односно треба да направиме анализа и за хемиските карактеристики на гредите кои што се употребени во водата и колку тие влијаат на заштитата на Охридското, односно загадувањето на Охридското езеро, така што и во рамките на тој извештај, последната негова верзија од Краков од 12 јули годинава, многу брзо ќе формираме комисијата на УНЕСКО за Националната комисија за УНЕСКО, во кој што ќе влезат представници на разни министерства и надлежни органи и третирајќи го целиот овој проблем на загрозување на статусот на Охрид како културен и природен предел регистриран од УНЕСКО, ќе го разгледаме и ова прашање со Музеот на вода. Џундева Лепа, Алфа телевизија. Министре, во изминатиот период имавме вработувања претежно од невладиниот сектор. Колку нови вработувања има во Министерството и колку е потребни и се предвидени во наредниот период? Па, во Министерството за култура и во сите други институции нема вработувања. Има само 2 вработувања со определено време, тоа се моите двајца кандидатски кабинетски советници. Едниот е за прашање од правна природа, другиот е за прашање од односи со јавноста. Не постои ни едно друго вработување. Искористивме 10 нови согласности за договор на дело за крајот на годината и тоа се повторно луѓе кои што помагаат при кабинетот. Сета друга работа ја правиме со расположливите ресурси.
преземавме еден кабинетски работник од Министерство за труд и социјална политика. Така што ја почитувавме рестриктивната политика на Министерството за финансии, да нема нови вработувања и нови согласности, особено не пред локалните избори, и ќе видиме како тој процес ќе се одвива до крајот на годината и евентуално за наредната година. Во културата има многу упразнети места, има многу места кои што се потребни се конзерватори, потребни се историчари на уметноста, потребни се кустоси. Ние ги замоливме институциите да направат преглед на нивните потреби и потоа се разбира ќе го притискаме Министерството за финансии да дава согласности, иако, пак велам, се соочуваме и со ситуација да одредени институции се превработени, во некој има вработено несоодветни или непотребни или неприоритетни кадри, а се разбира во многу области, особено во сферата на заштитата, пред се конзерваторските центри, навистина имаат голема потреба од стручни конзерватори за да можат и да одговорат на улогата за адекватна заштита на културното наследство. Анализите покажуваат дека преку 300 конзерватори би биле идеално да се вработат за да можат тие да ја вршат својата дејност. Корнелија Буклеска, Македонско радио, стратегијата за културен развој. Ако најавивте, предстои двумесечна јавна расправа и се она што следи после неа, меѓутоа сигурно ги знаете основните столбови кои би биле за кои што се залагате во таа стратегија за културен развој. Да, се разбира, значи ние како што рековме, принципите на деметрополизација, на децентрализација, на меѓународна соработка, на поттикнување и отварање на процесот на европска интеграција, согласување на нашата културна политика со европските стандарди, значи постојат низа приоритетни столбови, а се разбира во однос на конкретните мерки во поединечните дејности, ние само зацртавме неколку, очекувајќи дека ќе добиеме секако и од засегнатите институции, од ФЕЛАТА, од ЕСНАФ, од многу предлози, кои што потоа се разбира работната група ќе треба да ги вообличи во одредена рамка. Она што јас би сакал да го направам, тоа е дека ако имаме мандат од 4 години, до крајот на 4-та година, сите наши културни институции да бидат во добра, пред се инфраструктурна, техничка и кадровска опременост. Например, она што за нас е неприфатливо, да се трошат парите за така наречените капитални објекти и да се градат неколку нови згради, а за таа сметка преку 50-тина веќе постојни објекти кои што се во надлежност на Министерството за култура и кои што им служат на националните институции, да се во многу запуштена состојба. Ние би сакале, штом ќе завршиме со обврските преземени во поглед на овие капитални објекти, да не градиме или само во најитни случаи да градиме нови објекти, а всушност сите тие пари да ги пренасочиме кон суштинско решавање на проблемите во сите други институции. Во таа смисла, ако за 4 години ги имаме културните институции опремени да и служат на дејноста, се надевам дека тоа ќе биде едно огромно постигнување. Откако, односно, бидејќи тие веќе рековме дека се отворени со сите и за предлози од амбасадите, ги отвараме за партнерства. Ние сакаме културните институции да го подигнат квалитетот на програмата, меѓу другото и со партнерства со граѓански организации, со меѓународни партнери, со меѓународни институции, со амбасадите, бидејќи меѓу другото на тој начин е најлесно да се обезбеди и врвна и квалитетна програма, а при тоа да се изврши размена на професионални компетенции и се разбира да се обезбедат и дополнителни финансиски средства. Така што тоа се некои од столбовите. Секако, соработката со граѓанските организации, невладиниот сектор и независната културна сцена ни е многу битна и ние сакаме неколку сериозни иницијативи од нивна страна и за постратешко финансирање на нивните активности, па дури и да
да помагаме кога тие ќе се залагаат за создавање на своја културна инфраструктура и преку она што се вика цивилно јавно партнерство или цивилно јавно и приватно партнерство, дури и тоа да го поттикнеме со цел исто така како што реков во наредниот период барем неколку културни нови институции од граѓанската сфера да се создадат, а тоа да не бидат нели оние фрагилни организации кои што се најчесто осудени само на проектно финансирање и со дисконтинуитет. Ќе го отвориме заедно со Министерството за локална самоуправа и процесот на децентрализација. Ние би сакале овој процес кој што запре и замре некаде 2006-2007 година да продолжи со тоа доколку сите актери повторно имаат воја, дел од сегашните национални институции, особено оние кои што навистина припаѓаат на локалните заедници, особено оние што се надвор од Скопје, да преидат во рацете на локалните заедници. Да не мора Министерство за култура да се грижи за институции кои што реално